Алармантно! Секој 10-ти стан во Штип е под хипотека, покажуваат најновите податоци на Агенцијата за катастар и недвижности. Од вкупно 29.000 станови, 2.693 или 11,13% се под хипотеки, односно потенцијален имот на банките, а не на граѓаните. Сепак, ова може би и не е толку лош податок. Поред мене најоправдани се кредитите што луѓето ги земаат за решавање на стамбеното прашање. Пред се кредити за купување на стан, за купување на куќа, реновирање на куќа и така натаму. Има и други кредити што се земаат за решавање на одредени стопански проблеми. Значи, некој сака да земе кредит да инвестира во нешто, во некоја дејност и тие се прифатливи. Сепак, вакви кредити и хипотеки има многу малку. Поголемиот дел од хипотеките не се за инвестиции, туку за нешто друго. Зошто штипјани го ставаат на ризик покривот надглава и стануваат кираџии на банките? Народот нема пари. Кредити мора да зема. Со кредите живеат. Иначе не можат, немат пари готови да платат. Да одат бела техника, ово, оно, телевизори мора да земат на кредити, на рати. Кредити зема за да обстанат. Еве сега дрвата се качија тродупло. Мора кредит да земаме, па да купуваме дрва, да правиме зимници. И за сметките, многу сметки има сега. Се е покачено, сите цени се покачени сега. Но повеќе за исхрана, не може да обстанат да изискам. Сметките не може да ги платат. Ова значи дека имотот во Штип се продава тешко. Па банките и хипотекарните кредити се најбрз начин да се дојде до пари, но и да се изгуби спеќаленото по цени многу пониски од реалните. Имено, секој трет објект под хипотека завршува на барабан и се продава за најмалку 2 пати пониска цена. До лани рекордер по бројот на хипотеки во регионот беше Кочани, но годинава него го нема на листата на задолжени. Ова значи или дека на кочанчани им тргнало на добро, или веќе немаат ни што да заложат. Инаку во државата од почетокот на годината вкупно се заложени 88.000 станови. На сите нив имотот им е проценет во денари, долари, евра и швајцарски франци. Исклучок е еден кочанец кој станот го заложил за 7 милиони јапонски јени, еквивалент на 50.000 евра.